Македонија, за чудо, Македонија е малку по-специфична. Имаме некоја голема дискрепанца меѓу набавка на лекови и во регистарот, знаете, постојат одредени болести кои што добиваат лек. 30-40 болести за кои што има лек. И има разлика во цените од најевтини до најскапи. И се уште, за жал, тоа уште со години со ред е преку програмата за ретки болести во Министерство за здравство, што според мене не е добро и треба да се промени дефинитивно, бидејќи прво, тоа набавка на тие лекови никаде не е преку Министерство, треба да биде со Фонд за здравство и треба одредени лекови кои што веќе се набавуваат со години да влезат во позитивна листа и да се земат преку Фонд за здравство. Второто, што е исто перзистирачки проблем, кој што е години наназад, е воведување на нови пациенти. Буџетот се изгласува еднаш годишно, секоја година истите проблеми ги кажуваме и буџетот е тој лимитиран, една година се чека да се покачи, ако се покачи. За да се регистрира дете, и ако го регистрираш некаде во февруар-март месец, терапија ќе добие следната година, пошто за таа година веќе средствата се испланирани. За набавка на лекови, таа што прашувате, дали се регуларни, бидејќи ние од клиника имаме контакт со Министерство цело време, за лековите стигаат на клиника, така ги добиваат пациентите. Има проблеми, не се како порано, нешто е подобро, меѓутоа секогаш има каснење на тендерите. Со тоа што, ако тендерот треба да биде завршен во мај, во јуни, секогаш се случува септември-октомври. И има еден геп, еден 3-4 месеци, 5 период, кој што се покрива со резерва на лекови или може и да нема воопшто лек. Така што се случува пациентите за некои 4-5 месеци да си продолжат да го набават сами на свој трошок лекот. Да, или да делат. Набавката на лекови е многу скапа, меѓутоа не сме да се прекине, тоа сите знаеме. И секој родител не би дозволил и се случува да купуваат. Значи, ми се случувало и мене како родител на дете со ретка болест, да го неколку месеци да го набавам сама лекот, додека не се средат процедурите. Без рефундирање? Да, без рефундирање, бидејќи за да се рефундираат средства, лекот треба да биде на позитивна листа на лекови. А сите лекови од ретките болести не се во позитивната листа. Тие се регистрирани, меѓутоа не се на позитивна листа. И нормално последиците што се и уште сакам да додадам, во ретките болести прво треба лекарите да се многу едуцирани. Едуцирани бидејќи тие се толку ретки болести и терапијата е нова, и кај нас во Македонија Министерството инсистира да биде лек кој што е регистриран во ФДА и ЕМА. Значи мора да има одобрување од двете агенции, што не е случај во светот. Јас лично сум имала искуство со моето дете во Париз, во Центар за ретки болести, кој што даваат лек, кој што се уште не е одобрен од ЕМА и ФДА, меѓутоа се аплицира за одредени болести. Кај нас процедурите се малку по-строги, мора да има генетска потврдена диагноза, мора да биде одобрен лекот запишан во регистар. Тоа е тоа што не прави малку меѓутоа сепак до тоа што нашите услови се, мислам се работите се подобри од тоа што беа на почеток.